Добре дојдовте назад, како што веќе најавивме, време е за нашиот прв денешен разговор и навистина ќе биде интересен разговор. Имено, утре е Меѓународен ден на децата жртви на насилство. Ние почнуваме денеска да ја обработуваме оваа тема и тоа ќе обработуваме од психолошки аспект. Токму затоа чест ми е да ја кажам добро утро секое утро на Радмила Живановиќ, психолог, психотерапевт. Добро утро, Андреа. Мило ми е што еве сум гостинка со вас денес, иако темава сама по себе не носи одредена тежина. Така. Но тоа не значи дека ние не треба да ја носиме, да ја разговараме и да ги на некој начин едуцираме и освестуваме луѓето околу ова прашање кое што е навистина голема тема и голем проблем деновиве посебно. Апсолутно, ете, можеме да се согласиме дека, мислам, и официјалната статистика покажува, бројките покажуваат дека процентот на случаи на семејно насилство, например, поради карантинот и нели продолженото затворено време дома на сите членови на семејството е во пораст. Но тоа ќе го дискутираме утре со представници на медјаши. Денеска ние ќе разговараме стриктно за психолошкиот аспект на овој проблем. Кажавме дека темата што ја поставивме е невидливи лузни, односно домашно насилство врз децата кои остават траги. Вчера па така да речам, ме замисливте со една реченица дека не е точно дека се ќе помине. Значи има некои работи кои оставаат траги, особено во младите мозочиња на децата. Ајде прво затоа да разграничиме какви форми на насилство постојат, бидејќи многумина мислат дека кога се зборува за насилство, тоа подразбира само физичко насилство. Посебно кога зборуваме за домашната и семејната атмосфера и систем во семејниот систем, многу од облиците на насилство коегзистираат заедно и да ги наброиме сега, само сакам да нагласам дека тие се поврзани едни со други, поточно, иако знаеме дека највидливиот облик на насилство е физичкото насилство, сепак тука влегува рака под рака, емоционалното или психичкото насилство, вербалното насилство, потоа имаме сексуално злоставување, вознемирување, значи не мора, кога зборуваме за насилство, тоа е веќе како да кажам, тргнало од некаде, почнало од некаде, од некакво вознемирување, од некаков акт на нарушување на личниот интегритет, границите, од една позиција на моќ со примена на прекумерна сила која што создава повреда, навредува, тоест ранува, како да кажам, угнетува, како да кажам, едноставно и го исклучува другиот од било каква можност за донесување на своја одлука, да едноставно како да кажа, се одбрани или најде начин како подобро да живее во тој даден систем, например во семејството. И често пати затоа семејството како систем е многу затворен и многу е тежок всушност да се излезе од прангите на таков тип на насилство, затоа што многу пати тоа насилство е нормирано или е релативизирано во рамки на општеството и во рамки на средината во која што живееме. Не е видено, подценувано, знаете, нашиот менталитет, нема врска, еднаш е удрено, тоа нема да продолжи и така понатаму станува во една хронична форма на постојана апликација на сила која што ги руши и ги ослабнува капацитетите на сите членови во семејството да можат да водат еден покреативен, позитивен живот, пофункционален живот. И сега децата се тука нормално еден аспект кој што е, како да кажам, најпогоден, заради тоа што тие во системот, како што е така во семејниот систем, реално имаат во таа патриархална матрица на моќ, имаат најмалку моќ и најмногу се земаат во обзир нивните прашања, права, слободи и така натаму. Така. Зборувавме за облиците на насилство. Ајде да зборуваме какви траги можат тие да остават врз една индивидуа, врз од дете, како би можело да се развие, во какви насоки,
Какви траги, каква е таа лузна што ќе ја остави семејното насилство во детето? Значи, семејното насилство преживеано на детски години е детска траума, детско трауматско доживување кое што знае да остане долги години, со самото дете и да не исчезне никогаш, се додека не се најде начин како да се адресира тоа прашање за да затоа што после се рефлектира и знаете таа траума има некако амалгамска природа, лепи многу други негативни искуства со додека расте детето и едноставно остава една многу длабока трага која што директно го задира чувството за себе. Така да то чувство за себе обезвреднето, то чувство за себе многу слабо, то чувство за себе често пати претрпува и многу самоагресија, значи се повредува детето понатаму во животот растејки, бира избори или прави избори кои што например ја потврдуваат таа траума или тоа лошо искуство и на некој начин е белег за цел живот, но тоа не значи дека тој белег не може некако да се третира. Таа рана стои, отворена е и истата доколку детето најде на соодветни лица со кои што може да ја лекува, да ја негува, полека останува можеби и едно искуство од кое што многу ќе научи, ќе створи едни поинакви капацитети за да го живее животот понатаму. Заради тоа е многу битно, овде мора да нагласам дека многу е битно кога и како детето излегува од тоа искуство, тоа трауматско искуство, колку подолго остане, траумата станува длабока, хронична, често пати и неприметна и невидлива и од самото дете. Така да ние често пати Се извинувам што ве прекинувам. Токму тоа и сакав да го поставам како прашање. Дали секогаш тие трауми се видно манифестирани? Тоа е нешто што да речеме би ги интересирало луѓето. Меѓутоа вие практично дадовте одговор на тоа дека тоа не секогаш е видливо, тоа не секогаш се гледа. Не секогаш се манифестира. Децата посебно сакаат, имаат механизми како да ги тргнат тие лоши искуства на страна и да не размислуваат и да не гледат во нив, практично да ги потиснат и воопшто да не дозволат тие да испливат на површина, во нивната свесност, затоа што секој пат кога тоа трауматско искуство исплива на површина, тоа знае да ги повреди, тоа значи постојана некоја ретрауматизација. Така да нашиот организам и нашата свест е така издизајнирана да всушност не дозволува негативните искуства постојано да испливуваат на површина, туку да се потиснат и да се заборават. И често пати може би изгледа навидом дека детето е се окей, добро функционира затоа што тоа е единствениот начин да плива во животот преку едно функционирање кое што ќе го избере за безбедно, а во суштина да има многу поминато и да има големо трауматско искуство токму од таква насилна семена средина. И така да констатациите како ништо не му се случува и ништо не покажува или не знам како очекуваме децата да се однесуваат кога се повредени. Искрено да ви кажам, често пати знаците се дека постои ниска самодоверба, потреба за самоповредување, постои едно многу негативно чувство за себе, потреба да се прават грешки, постојано да се повторува истата шема која што не повредува. Така да сите тие можеби навидум суптилни знаци сепак знаат дека детето било дел од некое си трауматско, подолготрајно и насилно искуство во семејството. Така. Да зборуваме дали постои начин, секако, дали постои начин, ова сега што го споменавте, доколку се појават такви симптоми. Дали едноставно променување на доколку родителите не биле свесни за такво нешто,
му викале на детето или не знам, ете, него физички него напаѓале, не го тепале, но ете, например, му викале, почнало детенцето да покажува знаци на ниска самодоверба, ете, да се самоповредува и така натаму. Так. Дали има некој реверзибилен ефект со, да речеме, променето однесување или потребна е помош стручна? Клучот е во одговорноста на возрастните и во нивните одлуки. Не знам како тие родители кои што се караат нон-стоп, мислат дека на некој начин така на нив, нели, име, како да кажам, така им е природата на семејството, постојано да се караат, да подплеснуваат, нели, да навредуваат, и не знам како они треба да променат нешто за да може да го видат детето. Бидејќи ако они не променат нешто, не може да го видат детето. Детето е заглавено во нивната моќ на родители. Поради тоа, многу е битно да се делува преку родителите. Родителите да се психоедуцираат, да знаат што е насилство и што може и какви ефекти може да придонесе. Значи, сега зборуваме за некои образци во семејството, насилни кои што се провеуваат. Тука мора да нагласам дека детето само да гледа во насилна врска на родителите, доволно е тоа да креира кај него еден вид на траума, која што е многу значајна и битна, исто како кога некој ќе го удира, ќе го плеска, ќе го навредува, значи нема тука мерење што, кој е потешко, кој е позначајно. Се треба да се земе во предвид. Значи, насилниот однос помеѓу родителите е битен. Тоа сакав и да го диференцираме, дека некогаш детето е жртва на насилство и индиректно. Значи индиректно, дека не е тоа таргет, меѓутоа да, бидејќи посведочува, нели, расправи меѓу родителите цело време или, нели, во потесниот круг на семејството, тоа на некаков начин велите дека влијае подеднакво тешко како да е и тоа таргет на и тоа да е цел. И мора да ви го нагласам и ова. Ние живееме во така попроширени семејни заедници. Верувајте дека во тие проширени заедници не само родителите, туку и другите членови на заедницата придонесуваат кон креирање на такво лошо доживување на себе или негативно доживување на себе. Затоа што ние сме народ кој што премногу се вклучува, се меша, нели става забрани, повредува, има право да повредува, не се држи до сопствените граници и интервенира онаму каде што не му е местото, на пример. Од една страна тоа е добро, но од друга страна тоа често знае да ги премине границите, па така да не е само мајката и таткото, туку да се и дедото и бабата, значи а мајката и таткото пошто живеат под нивен кров, да не можат ништо да направат. Сакам да ви кажам, тоа се поврзани лончиња во кои што понекогаш е навистина тешко да се најде од каде е изворот, затоа што често пати изворот е многу трансгенерацијски, доаѓа од семејствата претходно и се пренесува како образец на комуникација, дозволена комуникација. Така да тоа не мора да имаме евидентен начин на насилство за да вршиме некаков тип на повреда врз детето. И сосема за крај, ајде да кажеме како да го превенираме се тоа, како да го спречиме и доколку се случи, како да го поправиме. Јас мора да кажам дека деновиве поради тоа што нели со ситуацијава со коронава нели излегоа многу случаи и ситуации на зголемен број на насилство во семејствата, така граѓанските организации, платформи и нудат како и одредени институции нудат бесплатни телефони за психолошка поддршка. Мора да истакнам дека ова не е проблем само од психолошки карактер. Ова засека многу различни аспекти од функционирањето на семејството. Бидејќи затоа е многу битно националната мрежа против насилство, против семејно насилство отвара на пример неколку телефони во кои што они кои што се чувствуваат потреба може да ги сконтактираат за да видат дали од правен аспект социјална заштита или од психолошки аспект кои се прашањата кои што треба да ги одговорат за да се чувствуваат спремни да направат еден исчекор. Тој исчекор не е воопшто лесен. Значи тој исчекор е еден од најтешките исчекори, но во исто време може да значи дека и најбитниот исчекор што еден родител
или мајка или татко, зависи од кому врши насилство, може да го направи за своето дете. Так. Значи не е лесно, многу, меѓутоа постојат институции кои што се грижат, граѓански институции, како на пример Прв семеен центар на град Скопје, исто има отворена линија во која што може да се пријават такви случаи. SOS линија за жртви на насилство, која што е национална линија во која што може да се јават да пријават такви случаи. Во исто време јас поддржувам и да исконтактираат други такви лица, да ги прашаат за нивните искуства, едноставно да се поддржат и да се охрабрат за да можат да направат одредени исчекори. Нека и корона. Мислам дека постојат луѓе кои што во овој момент ќе ги поддржат и барем ќе ги сослушат и со нив заедно можат да видат како би сакале они да постапат со даденава ситуација. Ова зборувам за родителите. Так. Значи, а за децата секогаш мислам дека не може детето да работи на овие трауми на детска возраст доколку родителите не се спремни или не знаат како да го адресираат тоа прашање. Заради тоа психолошкото советување е многу битна работа за да се или психоедукациите кои што во моментот се прават на вистина се многу битни за да допрат до граѓаните и да едноставно им дадат повеќе информации како да се постават во однос на ова прашање. Так. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Тоа беше Ви благодарам и на вас за поканата. Тоа беше Радмила Живановиќ, ми беше чест што разговаравме за волку важно прашање, не можам да речам убаво, но важно. И ете како заклучок, да, првиот чекор да се превземе е навистина тежок, но сознанието дека е потребна помош е клучно. И од тука се оди натам, да се спречи насилство и во кругот на семејството, особено насилството врз децата.